Благодарам. Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван заменик министер за финансии. Пред нас е еден многу значаен закон со наслов Предлог на закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравство-економската криза, предизвикана од вирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците октомври, ноември, декември 2020. Најпрви едно големо разочарување затоа што гледам дека пратениците од мнозинството не можат да го соберат своето мнозинство и не можат да донесат одлука за мерките кои што се така значајни и ги чека стопанството. Меѓутоа, мојата забелешка е во една друга насока, затоа истото разговаравме на Комисија за финансии и сметам дека е потребно тоа да го изнесеме и денеска овде пред собранието. Имено, предлогот на законот предвидува парична помош за работодавачите за исплата на плата во месеците октомври, ноември и декември 2020 и при тоа во членот 3 одредува 3 кумулативни критериуми кои што треба да ги исполнат работодавачите. Првиот критериум е месечниот просек на вкупните приходи од месеците април до октомври, ноември и декември. Тоа беше сменето на комисијата и беа од месеците септември, октомври и ноември за 2019 во споредба со истиот период 2020 да биде намалено за 30%, односно да имаат загуба од 30%. Вториот критериум е оној кој што сметаме дека е спорен, а тоа е бројот на вработени во месецот за кој што се бара финансиска поддршка да биде ист или поголем од бројот на вработени заклучно со месецот август 2020. Третиот критериум кој што е предвиден со членот 3 е работодавецот барател за финансиска поддршка да не исплатува дивиденда на собствениците, како и да нема исплата по основ на деловна успешност. Кој е проблемот со ова законско решение? Односно, во вториот критериум се прави повреда токму на суштината на самиот наслов на овој закон, во кој што пишува дека исплатата на плати на работодавците кои што се најпогодени од здравствено-економската криза. Сите работодавачи кои што го исполниле првиот критериум, односно кои што забележале загуба од 30%, за кој заменик министерот кажа дека е дојдено по пат на сложени пресметки и сметаме дека е добар критериум, меѓутоа сите тие кои што оствариле загуба од 30%, можно е дел од нив, кажавме, малите, микро и средните предпријатија, односно особено оние кои што се занимаваат со трудово интензивни гранки, можно е и најголем број од трошоците да ја одат токму за исплата на плати и придонеси. Дури и 80% од структурата на трошоците може да биде составена од овој вид на трошоци. На тој начин значи дека работодавецот кој што го исполнил првиот критериум, прво што ќе направи, за жал, што може да се случи, да дојде до отпуштање на работници. Сега токму овие кои што се најпогодени, кој што изгубил работник во август или во септември, нема да можат да и користат мерките кои што се предвидени со овој предлог закон. Втората работа, која што исто така дискутабилна, зошто е избран токму месецот август. Министерството за финансии при пресметките кажа дека месецот август е избран затоа што е поврзан со претходните уредби кои што имаат една така наречена излезна клаузула предвидена во членот 8, со кој се предвидува дека корисниците на финансиската поддршка од уредбите од првиот, вториот и третиот пакет кој што завршува заклучно со месец август, не смеат да го намалат бројот на вработени. Меѓутоа, ако имаме ситуација за работодавачи кои што не ја користеле оваа мерка од третиот пакет, не биле обврзани со излезниот критериум предвиден во членот 8, тогаш ќе имаме работодавачи кои што теоретски отпуштиле поголем број на вработени во месеците јуни и јули и сепак ќе можат да ја користат мерката која што се предвидува во овој четврт пакет, а од друга страна со еден изгубен вработен во месецот август или септември, работодавецот нема да може да ја користи оваа помош. Сметаме дека токму со ова законско решение, токму со овој дополнителен критериум се прекршува самиот назив на предлог законот, се прекршува потребата која што беше наведена,
односно алоцирање на ресурсите во областите кои што имаат најголема потреба. Токму работодавачите кои што изгубиле вработен, сметам дека се најсилен индикатор дека се работодавци на кои што им е потребна таа помош. Како сега власта предлага закон со кој што токму тие работодавци кои што започнале да губат работни места, токму на нив ја ускратува оваа помош. И при тоа сметам дека не се води од трите столба кои што беа наведени во самиот ребаланс, во кој што беа наведени како фокус на имплементација. Евеа, имплементацијата дојде токму со овој закон. Вториот столб беше економија и вработување. Ако средствата од предлог законот се алоцираат на начин на тие што започнале да губат вработени, не им се дозволува да ги користат мерките, сметам дека ќе имаме едно структурно промашување на самата имплементација. Сметаме дека првиот и третиот критериум се сосема доволни за работодавачите да можат да ја користат оваа мерка. Вториот критериум, односно бројот на вработени да биде ист како во месецот август, е крајно рестриктивна и неправедна мерка. Ви благодарам.